одлучивме на после генералниот постигнатиот договор да прекинеме нашата окупација и да ослободиме факултетите, односно тие да се вратат на формалната настава. А што се одлучи таму? Мора да се каже дека власта, односно надлежните, ретерираа во својот став и пуштија на нашите варења. Ние вчера добивме комплетно интегрално нов закон, кој ќе се изработува соопретно нова методологија и нов концепт и во кој изработување ќе бидеме вклучени и ние. И поради заедно постигнатиот договор ние одлучивме на генералниот пленум вчера да се прекинат бојкотот на наставата и да се условат факултетите да се вратат во првична и нормална функција. Дали имате гаранција дека во новиот закон ќе нема надворешно контрола на вашето знаење како студенти? Значи вака, за надворешно тестирање разговаравме на следните и ни беше ветено дека такво нешто ќе нема, а од друга страна во таа анкета сме присутни и ние, односно во тие работи што бевме присутни и ние, професорскиот пленум и сенаторите, чии што заеднички став е дека нема да прифатиме никаква форма на надворешно тестирање, односно нема да направиме никаква одржба која што ги регулира било каков вид на надворешно тестирање. Така дека ние го окреираме закон, тоа нема да дозволиме. Ивана, кога ќе се вратите на настава, кажи ми тоа ми? Значи на настава студентите може да се вратат од утре по овие факултети каде што имаше комплетен бојкот на наставата и каде што се спиеше. Бојкот повеќе нема да има, ние ќе си продолжиме со автономните зони, поточно со во аулите ќе останат сите што направени плакати и така натаму. Ќе продолжиме со алтернативните предавања, на кои ќе се зборува и за студентските барања, за студентските прашања, за студентските проблеми кои подоцна ќе бидат пренесени како прашања во работните групи. Ова е еден нов концепт, една нова методологија на работа, каде што конечно почнуваат студентите и професорите да го пишуваат законот кој нив ги засега, а тоа е законот за високо образование. Со некои, значи овие зони не си остануваат, само ќе се вратите на настава. Формалната настава ќе се продолжи. Само тоа, да, значи друго зоните ќе остануваат и алтернативни. А зошто остануваат? Дали мислите дека со музиката е да се продолжи така, нема да им пречите на предавање? Не, значи да не се разбираме погрешно. Музика повеќе нема да има. Значи, они ќе се продолжат со формалната настава како што има до сега. Она што ќе останат ќе бидат плакатите и внатре што ќе има еден амфитеатар во кој што ќе имат алтернативни предавања. Од професори, од факултетите, дали од матичните факултети, дали од други факултети ќе доаѓаат како гости. Така сакаме да покажеме дека оваа креативност која што се роди тука и овие алтернативни предавања треба да продолжат и понатаму, без разлика кога ќе се донесе нов закон и на студентите очигледно им фалело нешто повеќе од екс катедра, сакале нешто повеќе од екс катедра, а тоа е интерактивен диалог. Тоа ќе го продискутираме со професорите, ветено е дека студентите нема ништо да загубат во смисла на семестарот, испитите и така натаму. Тоа или ќе се надокнади во текот на овие денови или ќе се убрза со предавањата, како и да е, студентите, повторувам, нема да изгубат семестар ниту еден испит. Ректорот вчера излезе со некаква динамика на подготовка на законот, прво спомена 30 дена, па 40 дена, с оглед на целата атмосфера во земјава, политичката ситуација која е сложена, не ќе менеме да преюдицираме. Меѓутоа, кои се вашите очекувања? Кога би бил готов тој нов законски текст и кога би се гласал? За 6 до 8 месеци нашата процедура е следува по разговори со професорите би требале да добиеме предлог текст. Да, не, тоа е последната финалната верзија. Значи, она што ќе се случува таа првата фаза, нема да има повеќе политички фигури во тие фази, така што тука е одговорот на прашањето по политичката система. Државни службеници ќе бидат и од Министерството за образование и наука, и од Министерството за финансии, и од советниците од кај председателот на владата. Така што сите заедно во една динамика, освен тоа нас ни требаат нивните податоци, статистики,
и така натаму за да изработиме квалитетен закон, да лоцираме проблемите. За 30 дена ќе се изработи костурот на законот и ќе се формираат широките работни групи. Четвртата фаза е веќе предлог закон кој што ќе оди на јавна расправа.